Ви благодарам, председателе. Пренесувањето на ингеренциите за реконструкција на универзална сала се случува сега прв пат по иницијатива на градоначалничката наместо на советничката група на СДСМ. И овој феномен на нас ни поставува некои прашања, првично затоа што градоначалничката на претходните седници не се изјасни по оваа иницијатива на СДСМ зошто смета дека ние како совет сме требале да ја прифатиме или да ја гласаме. Така да на наше разбирање, во кругот на нашето резонирање на нашата советничка група, ние бевме против ова, затоа што сметавме дека првично градот Скопје губи примат над своите институции, второ дека нема на крајот на мандатот да има резултати со капитални проекти и трето дека пробуваме СДСМ да ги закитиме со предизборен материјал, затоа што го има руинирано целиот ресор на културата. Сега, оваа нова иницијатива, кога веќе градот ни ја доставува, се поставува едно друго прашање, а тоа прашање е зошто политичката волја на СДСМ во овој совет уште постои. Во една инстанца, советниците на ВМРО гласаа иницијативи на СДСМ, во втора инстанца градоначалничката ги доставува овие иницијативи на СДСМ. И ние разбираме каде е адутот на советничката група на СДСМ, затоа што тие доаѓаат од политичка партија која е на власт. Но за нивниот адут да може да биде користен, треба да има некој да сака да се договори со нив. И сега во случај на договор, кога нас ни доаѓа оваа иницијатива од кабинетот на градоначалничката, нас ни се поставуваат прашањата што мисли градоначалничката до крајот на мандатот да го представи како капитален проект. Затоа што образложението фантастично, супер, има логика. Зошто ова образложение не се даде на претходните седници, кога ова иницијатива беше од друга советничка група дадена? Зошто градоначалничката тогаш не излезе и не ни кажа дека постојат вакви работи, дека тоа треба да се преземе? А и би напоменал дека сме во последната недела од летото господово 2023 и сега ќе дојде есен и пак имаме нови дискотеки, а немаме Луна парк. И каде сега, дали ќе се гради ова есен Луна парк или Луна парк ќе го предадеме на централно ниво да го гради? Ние децидно ќе одбиеме ова иницијатива. Затоа што колку и да е убаво образложението од градските власти, градоначалничката требаше ова да го каже на претходните иницијативи, а не сега иницијативите на СДСМ да ги представува како низини. Значи, ќе го завршам овој говор со уште еден пат да нагласам за јавноста, дека некако на некој начин повторно политичката волја на СДСМ овде владее во овој совет, иако тие изгубија на избори. А тоа и го поставува прашањето за гласовите кои ги даваат граѓаните. Каква политичка репрезентација имаме во овој совет? Така да најубаво би било градоначалничката се појави и да ни даде нејзино разбирање за овие работи. Доколку сакаат нели ние да гласаме за, ние во оваа форма гласаме апсолутно против. Ви благодарам.